Поштувани, добре дојавте. Новиот предлог закон за високо образование што деновиве треба да се најде на јавен увид и јавна расправа отвора дилема дали со уште една нормативна измена ќе стасаме до вистинска реформа на системот. Денеска да си кажеме за автономијата на универзитетите, за квалитетот на наставата, за улогата на државата и за очекувањата на бизнис заедницата. Мои денешни гости се Ратко Дуев, поранешен декан на Филозофскиот факултет, и Наташа Јаневска, советник за образование во Стопанската комора. Добре дојавте во студиото на Телма. Добро ве најдовме, благодариме за поканата. Професоре, вие уште не објавен новиот закон, односно даден на јавен увид. Голем дел од академската заедница се воздржува од коментари, бидејќи, како што тврдат, го немаат детално видено предлог законот што го подготви Министерството за образование. Вие се огласивте во дел од гласилата, читав едно интервју со вас во umno.mk. Тврдите дека новиот закон ќе има смисла само ако ја смени логиката на функционирање на системот. Може ли само накус овака, па ќе зборуваме во детали што е за вас проблематично од она што го имате како сознание во врска со новиот предлог закон? Да, не би можел да коментирам за новиот закон, бидејќи се уште не сум го видел, а според најавите тој е значи пакет од 3 закони, така што од најавите чувствувам дека акцентот ќе биде науката и научното истражување. Но, како поранешен декан и човек кој што долго работи во високото образование, од искуството, новите закони, додека не се останат системските слабости, на некој начин не можат да функционираат. Во сите досегашни закони, ако изброиме, околу 24 пати имаме измени за од 2000 година до сега, значи речи секоја година, покажува дека всушност е изгубена довербата. Така што автономијата на хартија постои, но имаме закони кои што регулираат се, да кажеме, високото образование, така што автономијата останува декларативна, но во суштина таа не функционира како што би требало да функционира, особено во дел во наставата. И ако забележите во сите овие закони има многу малку за наставата, главно е нели за науката, изборите, критериумите, основање на високообразовни институции и така натаму. Морам да кажам дека вистината е на средина, нели она што државата изгуби довербата во автономијата, нели, која што има професорите, морам да кажам дека и ние сме во голем дел виновни за таа состојба, но со закон кој што премногу регулира, јас верувам дека не може да се решат проблемите додека не се таргетираат, нели, кои се слабостите и не се направи анализа на она што се случуваше во изминатите години. Она што најсериозно ме загрижува, тука е убаво што имаме представник од Стопанската комора, е што високото образование се соочува со една неизвестна иднина, додека не се сменат одредени услови и други проблеми кои што сметат на неговото функционирање, е тоа што имаме, гледате, само 13.000 студенти во прва година, имаме 27.000 слободни места, нели, за 16.000 матуранти. Ако ги погледнете бројките од Завод за статистика, дека минатата година сме имале само 16.000 новородени, значи потребно е една поголема реформа во целиот систем за да каков е да биде законот на некој начин донесе некакви резултати. Ајде по опширно воведно ваше видување, да чуеме прво гостинката од Стопанската комора на Македонија, а потоа ќе одиме во детали. Стопанската комора беше еден вид платформа, односно се наметна како платформа, односно како активен чинител во процесот на конструирање на новите правила и ги поврзуваше тука креаторите на политиката, бизнис заедницата од една страна и универзитетите како најповикани, бидејќи сакавте, како што на многу конференции го испративте тој силен глас, образование по мерка на бизнисот. Односно, новите кадри кои ги продуцираме да одговараат на современите потреби на пазарот на труд кои се менуваат, или како што беше речено од некој поенти вадам од, например, од извршниот директор рече, како да се подготвиме да го пресретнеме цунамито кое може да не пресретне, да не погоди сите со напливот на вештачката интелигенција. Еве сега и професор Дуев зборува за она демографска криза со која се соочуваме и ние. Дали конечно со новиот закон очекувате образование по мерка на бизнисот? Можам да кажам дека Стопанската комора долги години наназад будно ги следи сите промени и состојби во образованието со цел квалитетно образование, односно испорака на стручни кадри, што е работа на образованието и на образовните институции. Но многу е важно да кажам дека сите оние почетоци започнуваат некаде 2007 година,
прво со реформите во стручното образование, кога гласно говореше дека треба да се воведе дуалното образование како најефикасен начин за обезбедување на стручни кадри за потребите на бизнисот, а потоа нели сполека со имплементацијата на дуалното образование, каде што бевме вклучени директно во сите оние процеси, затоа што многу беше важно образованието од една страна и бизнис заедницата да не бидат два одвоени света. Тие мора заеднички да соработуваат, затоа што подготовката на стручни кадри значи партиципација на сите ентитети, односно вклучени страни, но од друга страна реалниот сектор, приватниот сектор и јавниот сектор се тие кои што ги апсорбираат сите оние стручни кадри кои што излегуваат од образовните процеси. Полека, со овие резултати во дуалното образование кои што ги постигнавме, некаде околу 73% кои што се запишуваат во стручното образование и 1000 компании кои што се влезени во процесот на дуалното образование и некаде околу 1480 компании кои што се воопшто во реализацијата на практичната обука, што земаат ученици на пракса, сакаме истиот модел да го пресликаме и во високото образование. Токму за да продуцираме кадар кој што е потребен за бизнис. Иако работата во средните училишта е задоволително до негде, актуелниот закон за високо образование, какви студенти продуцира? На што се должи јазот помеѓу она што бизнис заедницата, компаниите го очекуваат и какви студенти ние испраќаме како апсолвенти, односно како дипломирани студенти? Значи, ние имаме долги разговори со компаниите од една страна, имаме тркарезни маси со компаниите што ги организираме и со академската заедница и конференцијата на која што вие бевте присутен и каде што ги слушнавте пораките. Практична обука во високото образование. Што значи тоа? Сегашниот закон кој што постои, освен во регулираните професии, никаде не е споменато дека треба да имаат студентите практична обука. Тоа значи имаат солидни академски знаења, меѓутоа немаат апликативни вештини, односно не знаат нивното знаење да го пренесат и да го вклопат во она што се вика работни процеси. Токму затоа ние како Стопанска комора упативме апел до Министерството за образование, односно до работната група која што го работеше законот за вклучување на практичната обука или практичната настава во студиските програми. Тоа е она што ние го праќаме како порак од Стопанската комора. Имате ли сознание дали тоа е прифатено, вашиот апел, и дали во новиот предлог закон е предвидено поголем број часови пракса не само во одредени струки, како што рековте? Значи, морам пред да ви одговорам на прашањето да ви кажам дека и сега делумно се реализира практична настава, меѓутоа тоа се прави на иницијатива на определени факултети. Сватиле дека мора да имаат соработка со бизнис заедницата и нивните студенти да излезат подготвени на пазарот на труд и имаме индивидуални такви, да кажам, практики. Меѓутоа, имав среќа да бидам дел од Националното тело за реформи во Координативно тело за реформи во високото образование, кој што го координира Министерката за образование, каде што кога се изготвуваше новиот закон за високо образование, сите оние, да кажам, идеи, сугестии и предлози кои што ги даваше Стопанската комора се инкорпорирани во новиот закон. Пред некој ден ние имавме еден таков состанок каде што ни беше презентиран во така по широки црти предлог законот, чекаме да излезе на ЕНЕР, меѓутоа ни беше изнесено дека практичната обука станува дел од студиската програма во високото образование. Еве, ако најклучното барање на бизнис заедницата е прифатено и предвидено во новиот закон, вие, професоре, од аспект на академската фела, од аспект на професорите и студентите, кога зборувате, и во ова интервју што го споменав, меѓутоа и генерално претходно како кандидат за ректор и како декан на Филозофскиот факултет во 2 мандати зборувавте за таа така наречена фиктивна автономија, односно сега употребивте збор нефункционална автономија, која нормативно можеби е предвидена и во актуелниот закон, меѓутоа таа не функционира. Како тоа се манифестира? Финансиски, кадровски, организацијски? Може ли тоа да го опишете вака накусот за да знаеме за што зборуваме, за да ја поставиме диагнозата точно како што? Па јас би сакал да напоменам околу сите оние критериуми кои се регионални за инвестиции во наука, пишување во списанието Impact Factor. Тоа е со една цел на сите универзитети во светот, всушност да добиете квалитетни научници и професори,
за ако професорот објавува во во списанија, угледни светски списанија, иако има околу тука и доста проблеми, бидејќи тоа станува, тие ги индексирање ги водат приватни компании, дека ја следи науката и дека на студентите ќе им ги пренесе најновите сознанија на неговата област. Значи, тоа не го гледам како проблем, туку главниот проблем што се соочуваат универзитетите е таа институционална блокада. За да биде, например, појасно во јавноста, да кажеме, студентот во стариот закон го има само како во дело студиска програма и студиско организирање. Тие не се вклучени, бидејќи Законот за високо образование лек специјалис, и тоа е над општите закони, но тој не е синхронизиран со Законот за јавни набавки, Законот за финансии, Законот за работни односи. И всушност универзитетите се наоѓаат по една блокада, бидејќи студентите, за да развиваме наука во научно-истражувачки проекти, ние можеме да ги вклучиме студентите, не зборувам само за додипломски, туку зборуваме и за втори и докторанти, трет циклус, но ние не можеме. Бидејќи за да се исплати еден студент, ние мораме да бараме согласност од Министерството за финансии. Кој што е постапка, оди преку Мондо финансии, трае околу 6 месеци. Така што сите тие, да кажеме, закони, останати закони кои што не се синхронизирани со Законот за високо образование, на некој начин ја блокираат таа автономија и го блокираат самото функционирање на институтите. Затоа јас, она што постојано го зборам изминатите 20 години, значи, Законот за високо образование не е проблем каков закон ќе донесеме, секако мора да е условен со модерните текови и во консултација со Стопанската комора, туку дали тој ќе биде синхронизиран со нашите закони. Да кажеме, имаме закон каде што деканот и ректорот се одговорно лице, а не носи одлуки. Со ограничени овластувања. Никакви овластувања. И само ако дојде до било каков проблем, тие се одговорни за законското работење. И сега што се случува? Тоа што сакам да го напоменам од претходниот разговор, значи, точно дека, оној бран на корупција што го зафати нашето општество и оној пад на моралот и сите вредности, секако не може да го одмени високото образование. Но, ако зборуваме за проблеми кои што 10%, вие носите закон со кој што ги казнувате сите. Значи, вие пререгулирате, наместо да ги на некој начин потикнете вашите механизми за контрола, бидејќи државата има државен просветен инспекторат, така имаме финансиска полиција, финансиска инспекција, антикорупцијска. Ние ги пререгулираме законите за високо образование. Сваќате, например, да ви кажем еден пример. Да кажеме, ако погледате законите за високо образование во Германија, во скандинавските земји, тие се рамки, 40 до 60 членови имаат. А статутот на универзитетот има 300 членови. Тука е автономија. И постојат независни тела кои што вршат евалуација на работењето на универзитетот. Кај нас законот има 200 членови, а статут на универзитетот има само 60 членови. И тоа ви го покажува тој дисбаланс, да кажеме, и зошто автономијата на некој начин станува нефункционална. Да, иако сликата на актуелната состојба вели честа нормативна нестабилност, односно многу законски измени, особено од 2000-та година навам, колку се на број измени во Законот за високо образование? Од 2000 година, имаме 3 нови закони со 24 измени. Добро. И велите сето тоа создава слика на во која деканите и ректорите имаат да речеме целосна одговорност, а ограничени Проблемот беше, само да кажам, во изминатиот закон беше проблем што тогашната министерка го правеше за еден факултет и за еден декан. Бидејќи тие имаат проблеми на својот факултет, ние разбудувавме дека не може да дава констатации сите професори се корумпирани, сите декани се корумпирани, бидејќи имаш механизми за контрола. Треба да се таргетира каде е проблемот, а не со нов закон да се обидеме да спречиме било какви девијации во високото образование. Добро, потоа рековте несинхронизација на Законот за високо образование како лек специјалис со подзаконските акти и многу други закони кои ја подкопаа науката и ја блокираа меѓународната соработка на универзитетот. Да, тоа беше најпроблематично во стариот закон. И сега прашањето што се наметнува е ако успеа бизнис заедницата, прво во Законот за средно стручно образование да воспостави модел на дуално образование и да се избори за 70% како што рековте од она што е продуцирано тамо да одговара на потребите на пазарот на труд. Прашањето е зошто академската фела, рековте во еден дел, и самите ние како професори сме виновни, вие декан во 2 мандати, кандидат за ректор. Зошто деканите, ректорите наназад со години не беа посилен
фактор во креирањето на законските измени и дозволија пречести законски измени во една таква рамка, како што рековте, наспроти ова скандинавскиот пример или примерот на Германија што го спомнувате, на помал број на членови во Законот за високо образование, а поголем во статутот на универзитетите за вистинска, суштинска академска слобода. Така е, мора да напоменам дека можеби гласот не се слушаше, иако голем дел од моите колеги биле во тие закони, затоа кажав дека вистината некаде на средина. Но проблемот е што нашите уочувања и нашите кажувања за сите овие проблеми беа генерализирани за оно што претходно ви го спомнав. Јас цело време она што го интересира и ја интересира бизнес заедницата, значи високото образование постои за студентот, кадарот кој што го произведуваме. Значи тие преговараат со министерството заради кадарот кој што ми е потребен. Без високо образование, значи вие немате развој во државата. Без наука исто така немате развој на економијата. Но еве и во Стопанската комора се свесни дека како функционира законот за патентирање. Значи законот ние можеме да се договориме како да функционира, но проблемот е што се останатите закони. Имав можност да го дефинирам овој проблем на едно предавање каде што случајно како декан каде што се презентираше како во Соединетите американски држави што се случува кога ќе смени еден федерален закон, каде што во еден софтвер сигнализира во сите сојузни држави кои се уште законски измени треба да се сменат на локално ниво. Точно е дека има проблеми во високото образование, но не може да генерализираме дека е тоа 100%. А како држава имаме механизми така каде што можеме да ги отстранеме девијациите и сите оние неправилности кои што државата ќе ги забележи. Второ, најголем проблем во денешно време е што студентите не се заинтересирани за состојбата во државата. Знаете, порано се сеќавате и вие кога студиравме имавме силни студентски организации. Сега овие генерации со сите истражувања што ги правевме, нивното околу 80-90% е мислата да заминат во странство. Студентите сакаат да заминат во странство и не се доволно гласни, а не се доволно гласни ниту професорите. И тие се недоволно гласни во креирањето, во поставувањето на правилата и во таа смисла се наметнува само бизнис заедницата како доволно гласна, односно ете со низ за конференции, научни трибини и лобирање на некој начин во кај креаторите на политика успеавте да како што ви рекле оттаму да бидат внесени вашите апели. И сега колку можат да бидат реални придобивките за компаниите од вклученоста на практичната настава и дуалниот модел во тоа што го очекувате и барате? Сметам дека тоа е најефикасниот начин за да се обезбеди стручниот кадар. Зборам високообразовни квалификации. Зошто? Затоа што преку дуалното образование бизнис заедницата заедно со академската заедница ќе седне на една маса и ќе креира студиски програми според потребите на бизнис заедницата. Кога зборам бизнис заедница, не мислам само на една компанија. Може да се соберат компании од една иста дејност, компании од еден исти сектор и на тој начин сите тие што ќе излезат од дадениот факултет од високообразовна институција да бидат апсорбирани од страна на компаниите кои што учествувале и ќе земат обврска да ги вработат. Зошто? На тој начин тие покрај тоа што имаат академски знаења кои што ќе ги стекнат во високообразовните институции, тие ќе ги добијат и оние апликативни знаења, односно како да го применат знаењето во реалната средина на работните процеси како инженери. Дополнително, тие ќе ги стекнат и оние меки вештини кои што се многу важни во работниот процес. Да бидат одговорни, да бидат точни, да можат критички да размислуваат за определен проблем кој што ќе се јави, да можат да донесат одлука, значи тимски да работат. Сето тоа придонесува кога се работи во организација на реално работно место. Но веројатно бидејќи живееме во Македонија и светот глобално сега се соочува со голем предизвици на економски план. Прашањето во Македонија која е научена да функционира македонската економија во услови на постојана криза, веројатно прашањето што се наметнува е колку компаниите во Македонија се подготвени да вложат време, ментори за таа практична настава, веројатно треба да обезбеди бизнис секторот, нели? И ресурси за студентите што очекуваат студентите за возврат од компаниите како дел од образовниот систем. Според анализите кои што ги правиме, скоро околу 53 компании веќе имаат соработка, 53% од анкетираните компании имаат соработка со високообразовните институции. Од членките на Стопанската комора? Да, од членките и воопшто од
компаниите кои што иако не се членки, ние сите ги интервјуираме затоа што ни е потребно да направиме поголема слика за бизнис заедницата и за потребите нели од вештини кои што ќе ги апсорбираат после нели како завршени кадри. Од друга страна 68% од компаниите кои што беа анкетирани имаат одговорено дека добиваат кадар кој што нема стручни вештини. Тоа значи дека тие се подготвени веќе, значи ја сваќаат состојбата во која што се наоѓаат и тие се подготвени да земат ученици на пракса и да може да ги креираат според нивните потреби. Да, тоа дополнително на краток рок, ако гледате, навистина е финансиски оптеретување за компаниите, како што беше и во стручното образование, но ако гледате на подолг рок, значи тоа што работи менторот и останатите што работат со студенти, ги подготвуваат и после ќе си имаат кадар, наместо да чекаат на пазарот на трудот, па не ги исполнува условите, па дополнителни обуки за да може да го вработи, вака веќе ќе си имаат готов кадар. Придобивките се многу поголеми на подолг рок. Добро, професоре, досега зборувавме за системските слабости во досегашните законски решенија и таа честа нормативна промена. Малку од аспект на она што ја допира работата на професорите на академската фела во новиот предлог закон. На брифинг беа најавени построги критериуми за избор и реизбор во звања. Дали тие, како гледате на тие мерки, дали тие сами по себе ќе го подигнат квалитетот на образованието и дали Македонија како земја, пак повторно велам со ограничени, а и вие го потенциравте тоа, ограничени ресурси, со недостиг на луѓе и во секоја сфера, може да си дозволи толку строги критериуми? Дали може да се случи недостиг на квалификуван кадар за професори? Да бидеме реални, такви критериуми ги имаме секаде во регионот, многу поодамна, значи не е новитет во регионот. Нели имаше обид да се воведе кај нас во 2014 година, потоа нели настана оној конфликт, бидејќи тогаш проблемот беше што се кршеше она уставно право дека ретроактивно не може, нели тоа уставно право ретроактивно не може да бидат законите, бидејќи сите сме се развивале на времето во едни други услови кога немало такви правила. Подосна со тој следниот закон тоа се некако се намалија тие критериуми. Пак е поврзано системски, значи ќе видиме што ќе донесе и законот за научно-истражувачка работа. Всушност, како што кажав, работата на професора да пишува, да истражува и да објавува во такви списанија е повторно поврзана со квалитетот на ставата и повторно е заради студентите. Сега, колку ќе можат нашите универзитети се добија пристап за Web of Science, колку ќе можат нашите универзитети да имаат достапно до сите светски бази на научни списанија и истражувања, колку ќе можат, јас верувајте, нашите професори не се помалку квалитетни од професорите кои што во странство, бидејќи ние постојано патуваме, одиме на конференции, но што е разликата? Тие имаат подобри услови за работа. Значи, сето тоа ќе зависи од тоа какви услови за работа ќе имаат професорите, нели, и како ќе можат да истражуваат и како ќе можат да објавуваат во светски рамки. Инаку морам да кажам дека такви критериуми нема никаде во светот, само во регионот и во постсоцијалистичките земји, каде што има остариот систем оставено регулатива, но пак таму има независни експертни комисии кои уште построго ги евалуираат професорите. Тоа е повеќе маркетинг, знаете. Колку е порангиран високо универзитетот, толку повеќе студенти аплицираат да запишуваат кај вас. Затоа велам, какви ќе бидат условите, такви ќе бидат можностите на професорите, но како што напомнав, нашиот најголем проблем за иднината на универзитетите е ние мора да се интернационализираме, бидејќи имаме 20.000 слободни места, имаме 13.000 запишани студенти, така, кои што не знаеме дали се ќе дипломира, така. Изборот за квалитетен кадар ќе се намалува. Гледате, ние мораме, јас одамна го давам предлогот дека ние мораме да преземеме мерки, можеби е досадно што спомнуваме Словенија, сега започва и Хрватска, да, всушност ги третираме регионалните студенти како домашни студенти, да интернационализираме програмата, затоа што голем дел од нашите студенти аплицираат на тие добро рангирани студенти и се извинувам универзитети, бидејќи им даваат подобри услови за студирање. Значи, клучен е студентскиот стандард, клучен е кадарот кој што ќе го развиваме, за да утре ден имаме квалитетен кадар кој што нас ќе не наследи.
Така што мислам тие критериуми не се ништо ново. Добро, во ред само под прашање, дозволете само да го поставам под прашањето. 6 научни труда, од кои 4 во списанија со импакт фактор. Колку е тоа реално за идните професори кои сакаат да се стекнат со звање редовен професор? Па морам да кажам дека зависи за кои науки. Нели, овој англосаксонски модел ги всушност форсираат природните науки, техничките и медицинските науки. Тоа би било сигурно потешко за хуманистичките науки, нели, општествените науки, правните науки, нели, каде што не се цитираноста не е толку честа како во нели овие другите науки. Секако е можно, затоа што гледате, ако го споредам професорот кај нас и професорот во странство, Србија преземе една таква странска мотивација. Ако професорот го наградите, ако професорот има мотивација, тој ќе може и повеќе да истражува. Да кажеме во Србија, ако објавите труд со импакт фактор, вие добивате 1/3 повисока плата од останатите колеги. Потоа, на крајот, на завршување на годината, секој факултет има фонд кој што ги наградува професорите кои што објавиле со најголем број списанија со импакт фактор. Значи, вие треба да му створите на професорот услови и да го мотивирате. Тогаш нема да биде проблем да се 4, 5 или 6, ме разбирате? Главно е не дека нашите бројката ќе се брка науката и квалитетот. Јас сакам во оваа насока само да кажам, спомнавте дека нема услови за научно-истражувачки проекти и така натаму. Бизнес заедницата е токму тоа што цело време го зборува. Научно-истражувачките проекти може да се прават и во компании. Ќе земете реален проблем во компанијата, ќе го истражувате и сите тие истражувања што треба да се прават. Долго време беше надвор бизнес заедницата, бидејќи се третираше бизнес заедница и високо образование, а не општеството како целина. Затоа бизнес заедница, затоа што академската заедница се сметаше на малку повисоко ниво од бизнес заедницата. Бизнес заедницата успеа да го крене гласот и сега веќе мислам дека полека стануваме важен фактор во креирањето, поготово во стручното, а сега и во високото образование, и каде што инсистираме тие научно-истражувачки проекти да се прават во компаниите. Компаниите можат да понудат и да ги отворат вратите, каде што ќе може тука да се истражува. Дополнително ние бараме дипломските, додипломските, значи магистерските трудови, докторските трудови да се прават на реален проблем во компанија. Тогаш имаме два резултати, две придобивки. И академската фело, односно оно што дипломира или што магистрира или што докторира, нели, истражува на нешто ново. Од друга страна, проблемот и решението на проблемот ќе биде позитивно за самата компанија. Значи си помагаме, академската фела и бизнес заедницата помагаат едно на друго. Тоа не е она на кој што ние работиме, поголема инволвираност на бизнес заедницата. Затоа што досега се разговараше дека постојат академски студии и тие академски студии секогаш се научно-истражувачки кои што не ја третира бизнес заедницата. Сега ние инсистираме да ја користите бизнес заедницата, односно компаниите за научно-истражувачките цели, но од друга страна инсистираме и постоеше во законот, но во имплементација немаше стручни студии кои што се многу важни за креирање на оној бизнис, на оние кадри според потребите на бизнисот кои што веднаш ќе бидат вработени. Само да кажам во насока, значи јас себе како дека многу доаѓа од компаниите да бараат студенти за волонтирање и за работа и нели ќе потпишевме договор и нели колку е цената 9000 денари месечно. Викам како вие мислите да добиете таква работна сила кога преку цела година потпишувам за онаа германска агенција за вработување, неколку 200-300 студенти од мојот факултет одат на привремена работа во Германија, каде што биваат 1500-1400 евра надомест. Така што мене многу ме радува што ете и бизнес заедницата сваќа дека кадарот, човечкиот ресурс е најважен. Спомнавте вештачка интелигенција, но ние не можеме се да замениме со вештачка интелигенција. И сега кога се соучи и бизнес секторот со недостаток од работна сила, и добро е што мене ме радува што и вака пошла да се. Добро, што е едно прашање околу рангирањето на универзитетите како законска обврска. Клучен проблем е веројатно за вистинската реформа е секогаш финансирањето, нели? И така и кажано, колку пари, толков квалитетна наука ќе имаме. Дали новиот закон ќе го крене Свети Кирил и Методи, како прв и најстар универзитет во земјава, на таа шангенска листа на повисоко место? Би почекал да го видам, знаете, се уште не сум ги видел сите тие критериуми, можеби во текот до објавување ќе има некои измени, не можам да кажам, но како што и претходно кажа професорот,
Нели, професорот е тој кој што на некој начин ја води наставата, ја води науката, а студентот е производ кој што му треба на општеството. Во развиените земји, ако вие имате оној high индекс кој што го нарекуваат Harsh индекс, зависи, има 3 категории, дали од Google Scholars, дали од Web of Science или од други такви мерни сајтови, вие добивате помалку часови, вие добивате повеќе проекти. Значи, сите тие мерни единици имаат цел за да го придвижат квалитетот, нели, кон повисоко. Сега, како што кажав, да почекаме да дојде новиот закон и да видиме како тоа ќе оди во иднина, бидејќи, знаете, сите реформи во високото образование не може да се случат преку ноќ. Треба време, години за да некако ги почувствуваме дали нели тие промени ќе донесат поголем квалитет или не. Добро, бидејќи велите дека универзитетите, односно високото образование постои заради студентите, а не студентите поради системот, а велите студентите сега барем овие години, последниве години во фокусот на интересот е како да заминат во странство, а не како да ги подобрат условите за живот во Македонија. Што најмногу ги обесхрабрува студентите да бидат дел од активниот дел од наставата, да се вклучат во системот, во науката, во проектите? Први зборуваме дека ние во Македонија немаме селекција на студентите. Секој што има држана матура може да заврши факултет. Единствено во Македонија што одбиваат студенти тоа е медицинскиот факултет во Скопје и филозофскиот факултет на програма психологија. Значи никој друг не одбива. Имате го тоа на ум. Така што, ако зборуваме за квалитетни студенти, тоаш можеме нели да дебатираме за ова прашање. Но, клучно што ги примамува студентите да ја напуштаат нашата земја, тоа е развиениот студентски стандард во останатите земји. Знаете, животот на студентите, оној кампус живот, потоа бонови, субвенционирање. Јас секогаш го ставам во фокусот стипендирањето. Значи, ние имаме стипендирање. Што е целта на стипендирањето? Нели, од една страна, значи, ние имаме, имаме сите сведоци на мои колеги деца, аплицираат во Соединетите американски државни универзитети и добиваат бесплатно студирање стипендија. Што е целта? Зошто сите овие развиени земји да даваат бесплатни стипендии за студенти од Македонија? Тоа ни случува најчесто заминуваат во Словенија, сега и Хрватска го смени, и Бугарија ги ослободи од плаќање. Сакам да кажам, значи, суштината е условите за живот и условите за студентски живот. Така, затоа што јас на почетокот кажав дека законот како закон, тој не може да смени многу нешта доколку системски не се сменат сите нешта. Добро, бидејќи времето за емисијата полека истекува, меѓутоа ја допревте суштината на меѓусебниот мост на соработка помеѓу бизнис заедницата и универзитетите, зошто досега не било на потребното ниво, секој од свој агол и перспектива, меѓутоа еве кој треба на пример за прашање за крај, да ја сноси главната одговорност за квалитетот на кадарот што го продуцираме како држава? Дали државата преку законот, дали универзитетот преку својата автономија или пак стопанството преку активно партнерство? Значи, кога зборуваме за квалитет, сите чинители се виновни во процесот ако не учествуваат заедно. Државата ја поставува рамката, меѓутоа универзитетите се тие кои што треба да го подигаат квалитетот, да го сменат начинот на настава, внесување на нови методи, да ги заинтересираат студентите, да бидат 24 часа присутни со студентите, затоа што не се смета на професорот само она што работи на проекти, она што е настава, туку и работа со студентот како менторство, зборам за додипломските студии. Не за постдипломските, таму веќе имаат ментор, меѓутоа за додипломските студии они треба постојано да бидат на располагање на студентите. Тоа е една работа. Значи, од другата страна, ако бизнис секторот кој што сака да се наметне, кој што сака да помогне во процесот, исто не ја свати одговорно својата работа, тогаш вината ќе ја сноси и бизнис сектор. Затоа мора заеднички да се работи, заеднички да се креираат студиските програми, да се внесуваат вештини кој што еден интердисциплинарен пристап на знаење кој што ќе биде применлив скоро во сите дејности и практичната обука како нели круна на се она што треба да го стекне студентот. Но од друга страна, добро е што веќе еднаш ги поделивме законите на закон за високо, закон за квалитет кој што навистина
Ако профункционира телото за акредитација и евалуација, што е најважно евалуацијата, е процес за да се добие нова акредитација, тогаш може да зборуваме за квалитет. Телата кои што се инспекциски да си ја вршат работата како што треба да ја вршат и законот за научно-истражувачка дейност, каде што повеќе во сите тие проекти ќе биде вклучена и бизнис заедницата. И тогаш имаме една целина. Професоре, за крај, дали фактот што актуелната министерка, па и премиерот се универзитетски професори во нивната основна професија, ќе значи дека сега од овој нов закон нема да биде само уште едно во низата нормативни измени во изминатите 25 години, работите ќе тргнат на подобро во насока за која зборува Јанес. Како што каже и колешката, значи се зависи од синхронизација с другите закони и од функционирање на контролните механизми. Законот може да биде идеален, нели? Но сето на што ќе се донесе, да ви кажам пример, во старите закони уште во 2008 имавме национален совет. Да дадам како пример, што го кажа и колешката. Во 2018 година беше поставен со повеќе надлежности, проработе 2021, после 13 години. Значи, сакам да ви кажам, законот како закон може да е идеален, но многу значи како останатите механизми на системот ќе го поддржат тој закон и дали навистина ќе се случи да се смени свеста не само кај професорите, кој бизнис секторот. Знаете, во светот факултетите работат на донации, на една општествена одговорност, каде што луѓето го сваќаат значењето на високото образование, како што напоменав, зошто една Словечка, гледате секој ден на медиумите да нуди стипендии за бесплатно студирање. Кога и ние тоа ќе го сватиме, се надевам дека каков и да е законот ќе донесе резултати, бидејќи како што напоменав, законот како закон е да е идеален, но додека институционално останатите закони го блокираат, тогаш и не функционираат другите механизми, не верувам дека нешто подобро ќе се сметне. Наташа Јаневска, советник за образование во Стопанската комора на Македонија, Радко Дуев, професор на Филозофски факултет, ви благодарам многу за учеството во денешното издание на Да се каже. Благодариме на поканата. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.